Дан Илија Пержовски, кои ги исцртуваат зидовите на МоМА Њу Јорк, Тейт Модерн во Лондон, Центарот Помпиду Бобур во Париз, вечерва ќе ги представат своите дела на уникатен начин во Музеот на современата уметност. Ретка можност во Скопје да присуствуваат светски познати уметници кои ги поместуваат границите на современите уметнички практики денес. Низ проектот Сет за преживување, кој е дел од поголемиот проект Музеот на знаењето, Лија Пержовски ги истражува концептите поврзани со знаењето, со образованието и социјалните структури. Нејзините дела често ги доведуваат во прашање нормите на гледање и разбирање на светот, разгледувајќи како перцепцијата е обликувана од општествените, политичките и културните контексти. The context now it's a little bit instable. Difficult with all these wars nearby, even in Europe. We all are a little bit wondering what's going on and how to survive. And technology, it's in a way putting the accent even quicker than we would like to observe things and find solutions. Дан Пержовски, кој со години работел како новинар во независен печатен медиум, се фокусира на тоа како медиумите и информациите влијаат на нашето разбирање на светот. И обновени вести е негов обид да ги истражи и предизвика традиционалните наративи и начин на известување. A lot of the media in my country and in general went into tabloid, very spectacular, only kind of this cheap, Над зидовите од Португалска банка и се состои од стрип цртажи кои се однесуваат на повеќе европски прашања, како што е прифаќањето на Романија во ЕУ и легализацијата на абортусот во Португалија. Покрај различните медиуми во кои работат, и двајцата уметници ја делат заедничката цел да ја искористат. Дан Илија Пержовски учествуваа на групната изложба Лав Муебет во МСУ во 2001 година. Тие се воедно и на листата донатори на колекцијата на Музеот на современата уметност. И токму пред официјалното отворање на изложбата во 19:30 часот вечерва, Дан и Лија ќе направат музејска тура за посетителите кои се заинтересирани и одблизу да ја доживеат нивната